ден на сите. Драго ми е што сум во едно вакво прекрасно друштво, каде разговараме за прашање кое деновиве е многу битно. И не само деновиве, по говорот на пранешниот премиер, гледаме дека прашање кое со години се актуализирало во Република Македонија, можам да кажам во последниот период многу повеќе. Во однос дефиниции што идентитет, мислам дека тука има професори и експерти кои што би требале да дадат што е таа дефиницијата, како Оксфорд, како Кембридж, како сите други школи ја го дефинираат. Јас ја сватив мојот говор како ја што го доживувам идентитетот, мојот идентитет. И мислам дека во рамки на се ова што ни се случува сега во Македонија и обичаат граѓани што го загрижува, јас би го кажала дека мојот идентитет е моментот го доживувам како граѓанка која ги плаќа сите даноци на Република Македонија, која нема никакви казнени прекршоци, можеби некои обични ситни прекршоци за погрешно паркирање. Граѓанка која што ги плаќа сите можни даноци, бидејќи сум собственичка на компанија, од ДДВ до данок на добивка, граѓанка која нема проблеми да ги плаќа даноците, со дека во државата се даваат од буџетот средства за социјално загрозените, која нема проблеми со старосната пензија, со новиот институт на старосна пензија за лица над 65 години. Значи, сите тие некои карактеристики што мене како граѓанка на Република Македонија ме права да учествувам во креирањето на Република Македонија во едно подобро окружување, правејќи Македонија едно клише подобро место за живење, место каде што за младите, за старите, за нас, за сите ќе има услови за живење. Значи, мислам дека во момент идентитетот дека не ги кршите законите, ги почитувате законите на Република Македонија, може би нешто што е клучно, во рамките на оваа дебата. Но во однос на другите дебати кои што луѓето како го сваќаат идентитетот поврзан со етникумот каде што припаѓаат, сме разговарале со Цивил и сум пишувала во Цивил за тоа како е мојот идентитет во Македонија и можам да кажам дека ја отсликувам една прекрасна слика на Македонија, дека Македонија е земја на различни култури, различни нации, различни народи. Пранешниот премиер тоа некако го начна. Имаме македонски муслимани кои се идентификуваат како торбеши или горанци, по зависност од подрачјето каде што доаѓаат, или ете како моите баби и дедовци кои што се движеле слободно во рамките на Југославија и доаѓаат да живеат во Македонија. Ние сме родени тука, образувани и слично. Но дебатата за идентитетот во Македонија во однос на Охридско-Преспанскиот договор навистина направи еден простор да луѓето си дозволат, си земат за право да кажуваат кој има право да преговара или кој има право да разговара за идентитетот во рамките на овој договор. Така да голем дел на мои сограѓани кои што припаѓаат на мојата етничка заедница, значи на бошњачката, бевме етикетирани дека ние немаме право да преговараме за македонскиот идентитет. И повторно се враќаме на прашањето кој има право да преговара или дали воопшто идентитетот е нешто за што може да се преговара, преговарливо, или дали е тоа некое чувство кое што ние го имаме внатре во себе. Значи, ете, јас сум родена во Македонија, но мојот идентитет како припадник на бошњачката заедница не се менува, бидејќи со тој идентитет сум растена, дома го зборуваме босанскиот јазик, тоа чувство не го менува, иако многу ретко одиме во каде што потекнуваме од Србија, каде многу ретко одиме во земите од каде што потекнуваат моите баба и дедо. Но во однос на Македонија, тоа што Македонија го отсликува, имав една случка интересна, кога патував во земите каде што населението е доминантно муслиманско и имав посебно профилирање на аеродромот, бидејќи најверојатно поради мојот изглед наликував на, очигледно имам идентитет, силен верски идентитет, бев задржана и одведена во посебна просторија да ми испрашуваат која сум, што сум и што барам во оваа држава. Жално беше што не го знаеа не го знаеа англискиот, па така да поканата за конференцијата не ми заврши работа. И револтирана на прашањето зошто ме задржувате, зошто ме одведовте тука, не може да ми дадат на англиски јазик, не знае, но 15 минути траеше тоа. Кога ме пуштаа, ми се слично нешто доживувам и на европските аеродроми, каде што безбедноста е на покрената на некое повисоко ниво заради сите безбедносни проблеми. Им се превртуваше во главата една мисла премногу бела за да бидам муслиманка и премногу муслиманка за да бидам европејски граѓани. Значи, дефинитивно нешто со што постојано се соочувате, бидејќи
таа потреба да припаѓате негде, тој идентитет да ви биде клучното што ќе ве дефинира и сите да ве гледаат кроз тој идентитет, навистина само ви ги отежнува функционирањето во едно нормално општество кој што ние сите сонуваме да бидеме. Значи, ако јас сакам да бирам некој идентитет, или мојот идентитет е веќе одбран, како што кажав, нацијата за која што се гордам и не планирам да ја менувам и не ја менувам, или верскиот идентитет кој што ми е видлив, јас одлучувам да имам идентитет идентитет што е бесмртен, кој што не го доведува никој во прашање. Идентитетот на човештвото, идентитетот на хуманоста, идентитетот на бидеш позитивен момент во едно општество, да допринесуваш до едно општество. Значи, тоа е идентитет кој што никој нема да ви го наруши или идентитет кој што никој нема да ви го погази. Значи, ако веќе мораме да бираме и силно да се држиме до некои норми, дека мораме да припаѓаме негде и некој да ве стави во некој ќош, дали сте премногу бела за да бидете муслиманка, дали премногу добро зборите македонски, а не сте македонка, значи постојано со такви некои дилеми губиме продуктивно време, губиме енергија и влегуваме во дебати кој има право, дали имам право да излезам на референдумот, која сум јас да повикувам на референдум, која сум јас да го давам името на пазар или слично. Значи, сите такви моменти, губење време со таква една дебата, наместо се фокусираме на конструктивни моменти, на градење на конструктивно друштво, градење на идентитет кој што навистина ќе осликува Македонија тоа што е мултикултурално друштво, мултиетнично, мултирелигијско, со сите тие мулти пред себе. Ние, за жалост, се враќаме кој и што сме и повторно во некои коренити проблеми кои што знаеме дека во 91-а што предизвика во Југославија, што и понатаму се случуваше во 99-та и се понатаму. Она што како концепт го градиме и јас лично верувам дека Македонија може да се издигне во концептот на едно општество. Она што беше интересно што во однос на дебатата за референдумот во опозиционата партија имаме пратеници кои што не припаѓаат на македонската етничка група. Едниот е нели на мојата бошњачка етничка заедница, каде што беше воспеуван, глорифициран како heрој. Ние често го нарекувавме бошњачки комита бидејќи припаѓа на таа партијата каде што повеќе добила кумите, кога гласаше во собранието за референдумот, значи пратеникот кој што гласаше на референдумот, и веднаш коментарите кои што беа, како може предавници, па гледате секојаш другите етнички заедници се предавници, не ни требаат во нашите кругови такви предавници, и повторно, значи, чувството дека треба некаде да ако си во некоја група, и ако сакаш да бидеш дел од таа група, мора да го имаш нивниот мејнстрим на размислување, на однесување, на чувствување, значи не се прифаќа нешто што е поразлично, дали како размислување, како етникум и како заедница. Јас мене ми е сосема окей да има етнички чисти партии, бидејќи тоа ги гласачите тоа го сакаат, реториката пред изборите секогаш е најмногу и најзаострена во однос на етничките такви моменти, тоа ми е окей, но и би требало, нели, јас како што кажа, застапувам идеја за граѓански концепт, идеја за идентитет на кој што секој ќе му се остави самиот да се бира и да се чувствува како што сака и да секој во Република Македонија кој што допринесува, како што кажа, затоа и го почнав, дека допринесувам не само со моето живење тука, туку допринесувам и со моето учество во буџетот на Република Македонија, значи не сум ни државен сектор за да ги користам ресурсите на државата, ги уживам нормално бенефициите, патиштата, училиштата и слично, но сметам дека идентитетот кој колку вложува, кој колку дава, кој колку ја сака Република Македонија, за мене е нешто што е клучно во оваа приказна. Може би во Република Македонија на јавните дебати и конференции критикуваме сакајќи системот да биде подобар, сакајќи Македонија да биде подобра држава, но во меѓународните води секогаш ја представуваме, мислам дека според мене во некое многу подобро светло. Така да кога зборувам за идентитетот, се надевам дека населението во Република Македонија, сите етнички заедници ќе се воздигнеме на тоа што е примарниот наш идентитет, етнички идентитет, и дека сите ќе градиме едно општество кое што навистина ќе биде многу подобро за живење и ќе надобиеме епитет како што го има сегде во Европа. Ние сме граѓани на Европа, а не иако сме географски жители, но едноставно тој идентитет е примарниот. И во однос на случувањата во светот, ми беше интересно да ја слушам новата конгресменка во Конгресот на Америка, која е сомалика, која кажа: јас доаѓам со многу први
прва во своето излагање. Јас сум првата бегалка во Конгресот, јас сум првата муслиманка во Конгресот, јас сум првата муслиманка со марама во Конгресот и прва жена од боја која го представува својата држава. Значи, дека во светот се случуваат многу први работи, многу револуционерни работи. За жал, ние уште тука имавме прилика да слушаме, се враќаме на 903-та, 905-та, 906-та и се тие 900 години, дека реалноста е сега, реалноста е во животот сега кој што го живееме и се надам дека идентитетот е само прилика и начин да се разликуваме, да се запознаваме, да се дружиме и да се прифаќаме, а не да се раздвојуваме. Благодарам.